Ниче Димовски Македон. Најголемата вистинска тајна на светот. Издавач Ниче Димовски. Мистична фантазија и реалност. На човекот му е најтешко кога треба да ги измени работите на кои што се навикнал, а свесно или несвесно му биле наметнати од најблиските, околината, образовниот систем или општеството. Мистичната фантазија е убава затоа што понекогаш на луѓето можете да им ја кажете и вистината без да ги повредите нивните чувства што ги негуваат со години, затоа што инстинктот, поттикнат од таа навика, ги принудува да не се менуваат. Нивното јас во кое тие веруваат не можете со сила да го промените без да ги повредите. Дури и тогаш нема да успеете во намерата да ги промените нив доколку тие тоа не ви го дозволат. Ова е во стилот на мислата кажана од еден мудар кој вели: никогаш не подценувај својата моќ да се промениш самиот себе, но никогаш не преценувај својата моќ да ги промениш другите. На човек само може да му се даде, а не да му се земе она што го има во мислите. Ова е затоа што нему му е дадено правото да ги чува сите тајни мисли за себе, додека сам не одлучи дали да ги каже некому или да ги промени. Рајската градина. Навистина, љубовта кон својата татковина е прекрасно нешто, но зошто љубовта мора да запре на границите? Јехуди Менјухин. Многу одамна, откако Господ Бог го создал светот, почнал да им дели земја на народите. Арно, ама еден народ заборавил. Тоа биле македонците. Натажени поради тоа што само тие останале без собствено парче земја под сонцето, отишле во неговото царство па го прашале: зошто Боже не заборави? Тогаш Господ им рекол: да, навистина ве заборавив, но чеда мој, не очајувајте. Токму затоа нема да ве оставам без земја, туку ќе ви го дадам најубавото парче од мојата рајска градина. Тоа ќе биде вашиот дом. И навистина им подарил парче од својата градина, кое што тие го нарекле Македонија. Оваа приказна може би звучи неверојатно и бајковидно, но таа со векови постојано се докажува. Македонија е навистина рајска земја. Таа е чиста како детска солза, чиниш недопрена од се што е вештачко и загадено. Во Македонија расте најсладкото и највкусното овошје на целиот свет. Секоја билка што вирее во огромното пространство низ Европа обстојува и во Македонија, но се што се среќава во Македонија не може да се најде во Европа. Тоа е така затоа што сонцето во Македонија вечно сјае. Тоа со посебна љубов и ги дарува своите зраци, затоа Македонија располага со многу сончеви денови. Целата земја е како ковчег со непроценливо богатство, препон со злато, рубини и бисери. Но бисерот меѓу бисерите е Охридското езеро. Оваа божествена дарба е едно од 3 најстари езера во светот. Неговата старост се мери во милиони години и во него до ден денешен обстојуваат ендемски видови на флора и фауна што не може да се пронајде во ниедни други водни пространства. Меѓу нив, веќе милиони години својот опстанок го продолжува охридската јагула. Во овој вид риба тлее таков жар за опстанок што таа минува огромно растојание заради продолжувањето на видот. Самата природа на охридската околина и вдахнала толку силна духовност што може да се почувствува на секоја нејзина педа. По ова, зарем изненадува одлуката на Свети Климент Охридски токму во македонскиот бисер да го зачне првиот универзитет во Европа, и тоа во центарот на неговата душа Плаошник. Со тоа тој го исполнил завештанието дадено на неговите учители, солунските браќа Кирил и Методи, за продолжување на нивната мисија за ширење на писменоста и духовноста меѓу македонскиот народ. Така се родила кирилицата, нашиот подарок за сите братски народи на македонскиот. Во утробата на тој рајски дар, што го добиле македонците, се скриени уште поголеми богатства. Едно од нив е и малата керамичка фигура
Адам од Македонија откриена во Говрлево. Таа представува фигура на машко торзо во седечка положба, доловена во момент на духовна активност преку уметничката обработка на неговото торзо. Токму ова е главната специфика што го дели од останатите фигури пронајдени низ светот. Оваа фигура со гордост и право го носи епитетот милениумско откритие, бидејќи е едно од 10 уникатни археолошки откритија во светот и најстарата фигура од овој период во Европа. Од подрачјето на Говрлево доаѓа уште едно значено откритие, кое е битен показател на развиената духовност кај македонците, и тоа уште пред 8000 години. Таму е пронајден печат со кружна форма, со надпис од десно на лево дешифриран како Сал со Бога сум. Тука мора да се спомене и фигурата на големата мајка, заштитничката на плодноста, исто така од пред 8000 години пронајдена во Говрлево и Тумба Маџар и Скопско. Според начинот на изработка, таа фигурина представува единствен култен предмет кој што се разликува од останатите вакви пронајдени на Балканот од времето на неолитот. Исто така, треба да се спомене керамичкиот печат од Церие, кој сведочи за постоењето на македонската воена олигархија. На елипсовидна основа е аплициран символ на 12 крако сонце, композицијски оформен во цик-цак линија, создавајќи 12 триеголници. Ништо помалку значено откритие не е и топчестата окарина, уникатен инструмент, пронајден во мрамор Велес. Ова е единствен ваков инструмент пронајден во Европа, изработен од некој голем ум, од човек кој точно знаел што сака и каков звук сака да произведе. Окарините ги има во најразлични облици, но најкарактеристичен е токму македонскиот, кој што е тркалезен и има само 3 отвори. Овој инструмент произведува вонвременски и вонпросторен звук. Исто е и со златните посмртни маски и тетовската менада, кои потекнуваат од 5 век пред нашата ера. Од фосилните остатоци, пронајдени на подрачјето на Македонија, вредно е да се спомене фосилниот остаток на заб од мастодон, пронајден во рудникот Суводол. Во плиоценските изерски базени, како што се Скопскиот, Велешкиот, Тиквешкиот и така натаму, досега се откриени многу локалитети со наоди од фауна, карактеристична и позната во научната јавност како пикермиска фауна. Но, што да се каже за богатството од минерали и скапоценности, кои што во големи количини природно се наоѓаат широм Македонија. Во рудникот Алшар, што се наоѓа на планината Кожув, се застапени талиумовите минерали, сулфиди на арсен и антимон, меѓу кои и најреткиот минерал на светот, лорандит. Лорандитот е прозирно црвен минерал кој е единствениот што ги препознава реакциите што доаѓаат директно од јадрото на Сонцето. Станува збор за мошне редок минерал, за кој што е утврдено дека единствено во Македонија се наоѓа во чиста форма. Легендите велат дека Алшар ја крие тајната за непобедливоста на македонската фаланга. Војската го користела аурипигментот за премачкување на своите штитови. Кога било сончево, тие давале силен одблесок, со што ја заслепувале противничката војска. Освен овие ретки минерали, во мермерите застапени во Прилепската околина, може да се најде и корундот Прилепскиот рубин. Неговата боја може да биде од светла до темно црвена. Единствено таму, тој се среќава во големи кристални форми. Меѓу најкарактеристичните цивилизацијски придобивки на денешната територија на Македонија секако е мегалитската обсерваторија Кокино, која што во 2005 година беше рангирана на 4-то место во светот од страна на НАСА според својата старост. Ништо помалку значајна од Кокино не е ни местноста Цоцев камен во село Цоцевци. Овој величествен локалитет изобилува со пештери, платоа, базени, остатоци од скали, камен престол, патеки и ред други символи што укажуваат на фактот дека тука некогаш постоела цивилизација. Тука треба да се спомене породинска куќа и најстариот надземен храм во светот во село Славеј, како и локалитетот Милисин на планината Кожув. Двата уништени делови на
Обелискот, висок 5,5 метри, денес е само сведоци на единствениот обелиск, споменик на културата на преисторискиот човек на овие простори. Според дешифрирањето, таму стои надпис «Со мојот владетел Сонцето». Се знае дека обелискот бил поставен во слава на Сонцето, бидејќи древните македонци верувале во култот на Сонцето и космосот. А за вредноста на Стобика и Неготино, Хераклеја во Битола, Стибера кај Чепигово, Исар во Штип, царевите кули над Струмица, Самуиловата тврдина во Охрид, Калето во Скопје и во Тетово, виничките теракотни икони и така натаму, и да не зборуваме. Македонија како древна цивилизација е една од ретките со најголем коефициент на позитивно енергетско поле. Тоа се чувствува секаде во Македонија и затоа сите кои ја посетиле велат дека македонците се многу ведар народ. Зрачењето на позитивна енергија меѓу македонците произлегува од зрачењето на позитивниот флуид во природата. На секое повисоко место и на секоја планина во Македонија се чувствува тоа зголемено позитивно зрачење. Кога имате потреба од енергија, појдете на планина, на некој висок предел од каде што ви се пружа убава гледка. Седнете, наблюдувајте, медитирајте, длабоко дишете и не мислете на ништо друго, освен на пејсажот. Само за неколку часа ќе восприемите енергија за подолг период. Старите македонци имале високо развиено ниво на духовност. Тие имале свој верувања и обичаи, свој култови, а еден од најразвиените и најмилите им бил култот кон Ксантика. Многу народи и религии денес имаат денови за прочистување од негативна енергија, но ниеден народ нема празник стар 3000 години што се задржал до ден денешен. Македонскиот народ има празник кој е наречен Ксантика и се слави на почетокот на пролетта од 1 до 31 март. Овој празник за прв пат е споменат во записи од Хесиод, кој вели народот кој живее северно од Олимп прославува празник со силни чувства и емоции. Самиот збор Ксантика означува светлина, виделина, а според старомакедонските митски преданија, тој е епоним од името на божицата на цвеќињата Ксантија, во која бил заљубен богот Македон. Во чест на божицата Ксантија, пролетниот празник бил наречен Ксантика, а првиот месец од годината Ксантик, кој се сретнува во Библијата на повеќе места. Според анализите на современите аналитичари на историјата на Македонија, Ксантика одиграла клучна улога во формирањето на светопогледот на македонците. Тие одамнина знаеле за моќта на мислите и за силината на простувањето. Овој празник се споменува како непресушен извор на нивната духовна моќ. Таа била синоним на нивниот идентитет и нивната етничка припадност. Легендата вели дека нашиот бог Македон, по кого е наречена Македонија во 814 година пред нашата ера, е син на богот Зевс. Македон се влюбил во божицата Ксантика, која била негова прва и чиста љубов. Меѓутоа, злите духови решиле да ја претворат Ксантика во цвет. Кога Македон го дознал тоа, започнал да ја бара меѓу пролетните цвеќиња. Од тогаш, секоја пролет Македон ја бара Ксантика. Неговото трагање трае 30 дена, а за тоа време ние, македонците, го прославуваме празникот Ксантика, простувајќи си и посакувајќи си исполнување на сите желби. Во ова празнување секој кој бара прошка или ја дава, си посакува желба и подарува рачно изработена мартинка, извезена во две бои, црвена и бела. Црвената боја е знак на будење на животната енергија, додека пак белата боја ја символизира невиноста. Црвената боја ја представува љубовта на Македон, а белата, чистата, невина љубов на Ксантија. Македонската војска на сите 36 кралеви и цареви одела во војна по празникот. Тоа било така затоа што во тие 30 дена, додека празнувала војската, таа се чистела од негативната енергија на собрана во зимскиот период. Така биле психички подготвени за победи. До информации за сите 36 кралеви и цареви на Македонија од Каран до Персеј доаѓаме преку тајните записи пронајдени во Израел. Силното влијание на Ксантика кај македонската војска се согледува во постојаните порази што им ги нанесувале на племињата кои живееле на југ, Атина, Спарта и останатите градови јужно од Олимп.
Најдобар доказ за тоа е битката на Херонеа, на Филип и неговиот син Александар, во која предците на денешните Грци го доживеале најголемиот пораз во нивната историја. Веднаш потоа бил потпишан Коринскиот договор со кој нивните предци се обврзале на доживотна покорност. Но за тоа колку била психички подготвена војската, се знае од битката кај Гавгамела, каде што македонците се бореле со персијците во однос на сили 1:17. Со оваа битка македонците останаа запишани во светската историја. Единствено галите во битка со римјаните се имаат приближено во однос 1:4. Ксантика е нераскинлив дел од македонската душа. Таа остана како најсветло обележје на старомакедонските народни обичаи. Исто така најдени се пишани податоци за празнувањето на овој празник и во белешките на античките писатели Јустин, Диодор и Куртий Руф, кои датираат од првиот век од нашата ера. Тие во своите дела, опишувајќи ги походите на Александар III Македонски, ја спомнуваат Ксантика како празник на кој македонските војници изразувале длабока почит кон своите предци. Овој празник се споменува и во зборникот на Миладиновци од 1861. Денот спроти Марта, сучат црвено и бело предено и утрината го клаваат на децата на грло, на рце и нозе за здравје. Тие се викаат Мартинки и со нив вструга стретват ластоиците. За време на празнувањето жените и мажите, младите и старите, ја истакнувале облеката што била искаена и исплетена во зимскиот период и се славело со развиорени ора и мелодични песни. Во некои региони на нашата земја и ден денес може да се видат црвено-белите символи познати како мартинки. Ксантика се празнувала и се уште се празнува цел месец и не се заборавила до ден денешен, затоа што длабоко е вкоренета во нашата култура и традиција. Таа секоја пролет е во нас. Трагите од ова древно празнување ги гледаме во празнувањето на Прочка, Цветници, Младенци, Лазарица, Тодорица, Летник и Благоец. Исто така се среќава и во народните ракотворби, во изворноста на македонскиот вез, во монументалноста на нашите песни и ора, во звуците на народните инструменти и во сјајот на пролетните цвеќиња. Овој ритуал го отсликувал верувањето на древните македонци дека на тој начин се измиваат душите, се простуваат гревовите, се ослободува психата од ужасите на војните, се победуваат негативните и ниските страсти и така натаму. Речиси 3 милениуми македонците слават. Низ игри и песни, ритуали и обреди, нивните гласови одекнуваат од небото до вечноста. Носени низ бурното време тие одекнуваат и денес како нежниот звон на пролетниот развигор. Ксантика е празникот кога се сплотуваат душите на македонците со заеднички стремеж за вековна опстојба и подобар живот. Ксантика се славела секоја година со свечено организирани манифестации, културни приредби, спортски надпревари. Тоа бил ден на невиден ентузијазам, празник на светлината, љубовта, пролетта, цвеќињата, убавината и надежта, а првенствено се славел како празник на духовноста и убавината, будење на енергијата и почеток на нов животен циклус. Македонска молитва. Господе, премили Боже кој си на небото, ги гледаш ли макиве наши македонски? Го слушаш ли плачот на нашите мајки, татковци, браќа, сестри и децава наши, за чедата загинати за Македонија? Илјадници години крвариме, раните живи на неродените чеда им ги оставаме. Господе, Ти, единствен кој си на небото, само Ти ја гледаш нашава мајка на 4 страни, распната како Синот Божји. Каде и да појдеш, на гроб газиш и од коски се сопнуваш. Господе, кажи ни сега, раскажи ни ја вистината нам и на светот. Зошто Свети Никола насон ми дојде и ми рече: и јас сум од земјата на љубовта и добрината, и јас сум македонец.
И јас проронив крвава солза во котелот на болката наша. Но вистината кај Севишниот е, прашај го него и ке ти ја каже, затоа што дојдено е времето наше македонско. Господе, само ти знаеш дека постојат две вистини, но само една е правината. Илјадници книги по целиот свет соседите наши поделија, со лажна историја и искривена вистина за Македонија. Господе, само ти ја знаеш нашата правина вистинска, кои сме, од каде сме и зошто македонци сме. И на свети апостол Павле насон му дојде македонец и му рече: дојди кај нас во Македонија и помогни ни. И свети апостол Павле ја послуша молитвата и најпрво кај нас македонците дојде. И сега овде, 2000 години само во тебе веруваме и во 2000 цркви и манастири се молиме и од вечноста тебе те чекаме. Веќе и не паметам, но знам. Јас, Македон од Говрлево, 8000 години сал со Бога сум и пред најголемиот крст во светот се молам. Ти, единствен Господе, премили Боже кој си на небото, послушај ја молитвата наша, дојди во Армагедон, подај ни рака и кажи ја вистината за злото и добрината, нам и на целиот свет, затоа што крв во нас веќе не остана за големата мајка Македонија. Божји благослов за вас, македонци мои. Илјадници години чекам да ме повикате. Од секогаш со вас, од вечноста, јас сега доаѓам. Јас веќе сум меѓу вас, зашто овде не постои ниту време, ниту простор. Овде кај мене времето мирува, но кај вас долу времето сега е дојдено за да ви објаснам. Вашата мајка земја со 3 раси ја населив. Бела, македоноиди, жолта и црна. На вас македонците, потомците на Македон, дел од рајот ви дадов. И од вас започнато се до Јапонското море. Сите бели луѓе ваши браќа се, затоа што носат ген македонски, и сите преселби од кај вас кон север започнаа. Кокино, Породин, Радобор, Ангелци, Барутница, Говрлево, каде и да копнете, вистината ќе ја најдете, кои сте, зошто сте и од каде сте. Зли ѓаволски души вистината илјадници години ја прикриваа и светот го лажеа. Колку ли само страдавте и низ какви маки поминавте затоа што јас искушенија ви праќав, но вие верни ми останавте. Чеда мои, деца на сонцето, благословени со радоста, љубовта и добрината. Илјадници години цареви ви праќам. И еве сега повторно ви давам, вие на сите ги раздавате, за вас не оставате. Колку ли цареви со мене се и колку македонци се, толку звезди на небото се и песок во морето е. Нека пеат сите ангели за сите кои со мене се, кои со љубов за Македонија животот за вечност го заменија и царството овде со мене го споделија. И веќе пеат сите ангели за сите вас кои Божјата слава ја разбравте, за сите вас на кои дел од рајот ви дадов, за сите вас на кои љубов и мир ви подарив, за сите вас кои ме чекавте и ме дочекавте. Еве, јас сега во Македонија доаѓам. Јас сега меѓу вас сум, да ви ја кажам вистинската вистина, која кај вас подземја е, гробот на Александар, царот македонски да ви го отворам и целиот свет на поклонение да ви го донесам. Колку ли многу македонски гробови има уште да ви отворам, затоа што душите кај мене за вистината копнеат. Сакајте ги вашите најголеми непријатели, затоа што нив јас ви ги пратив, најмногу да ви помогнат. Вистината за Македонија и за вас македонците светот да ја дознае.
Оти бевте први меѓу првите, најдостојни меѓу достојните. Сега е дојдено времето македонско, целиот свет вистината да ја дознае и да види дека чест и благослов е да си македонец, потомок на Македон и син на Богот на Вселената. Деца мои, благословени и вечни бидете ми овде каде што царува сонцето. Нека биде вечна радоста, љубовта и добрината. Меѓу вас, јас сега сум благороден во вечна Македонија. Блажено. Амин. Резиме. Кога се соочив со неа, открив дека земните богатства немаат значење и дека само духовноста останува. Она што ме направи помудар не е сето она што го прочитав и слушнав, туку начинот на кој ги доживував нештата. На само миг пред смртта станав похрабар отколку што бев во текот на целиот живот. Разбрав зошто духовните учители не можеа да ме научат ништо ново, затоа што таа веднаш го разбуди сето скриено знаење во мене. Знаев дека најдобриот совет води потекло од искуството, но не знаев дека тој може да дојде толку доцна, на самиот крај. Почувствував дека со мислите можам да се движам по бесконечноста и дека ќе добијам се што ќе посакам, па макар и тоа барање да било бегање од незините канџи. Тогаш стигна просветлувањево. Открив дека цело време сум бил несреќен затоа што не знаев дека среќата била насекаде околу мене. За на крајот од патувањето да разберам дека човек може да се осознае единствено преку доживеаното искуство. Лошите мисли треба да се искоренат, а нивното семе треба да се уништи, за никогаш повторно да не изрти. Не постои можност човек да се развива, доколку тој самиот не покаже иницијатива за дејствување. Се радувам на секој човек, чија што борба започнува во длабочините на неговата душа. Тој секогаш ќе успее да се избори со препреките и ќе успее да го пронајде вистинскиот пат, за на крајот да стигне до собствената лична вистина. Тоа е начинот на кој и јас стигнав до оваа вистина. Како што сега ви ја давам вам, така дајте ја и вие на секој оној кому му е потребна. Ова е вистината на секој човек на планетава. Откако ќе ја подарите, ќе се изненадите од сознанието дека колку повеќе давате, толку повеќе ви се враќа. Ќе забележите дека само тоа што го давате е ваше и останува ваше во душата. Она што нема да го дадете, ќе остане во вас и ќе дојде ден кога ќе забележите дека тоа е нешто туѓо, нешто што требало да го дадете за да дојде уште поголема милина во вашата душа. Кога ќе ја совладате техниката на нанодианетика, секој успех ќе биде возможен и остварлив за вас. Ќе живеете многу подолго, полни со енергија и добра кондиција. Вашето здравје ќе биде на многу повисоко ниво од досегашното, а дури да се појави некаква болест, ќе знаете брзо да ја совладате без да останат последици. Ќе бидете она што од секогаш сте сакале да бидете. Ќе најдете работата што со љубов ќе ја работите, за потоа сето она со што ќе се зафатите да го претворате во успех. Ќе ја најдете љубовта на вашиот живот и сите негативности ќе исчезнат. Конечно, ќе започнете да живеете на вистинскиот начин. Ќе бидеш токму она што ти сакаш. За прв пат во животот почувствував толку искрена и несебична љубов. Како да слушнав шепот. Блажени се чистите по срце, оти тие ќе го видат Бога. Погледнувајќи го во очите, забележав дека на се што ќе помислам, тој ми одговараше веднаш, преку мислите, без воопшто да ја отвори устата. Ми беше дозволено да прашам се што ќе посакам и да добијам одговор на се што ме интересира, од настанокот на оној свет се до неговиот крај. Помислив на Македонија, на царот,
Кога мојот македонски народ би дознал само дел од вистината, како ли ќе може да ги скроти егото и суетата? Открив дека најчистото нешто, кое никогаш не се менува, е вистината. Но кој да ја каже, а да не се плаши дека ќе биде исмеан од непријателите и од неверниците?